Пред усвојувањето на предлог законот за употреба на јазиците во собранието е потребна стручна и научна расправа со учество на лингвисти, правници, социолози, смета Македонската академија на науките и уметностите. Со тоа ќе се придонесе подобро да се разберат предложените решенија, да се расчистат одделни недоречености што можат да создаваат проблеми при примената на законот во праксата, да се разјаснат одредени различни толкувања, стои во соопштението од МАНУ. Според нив, за сите отворени прашања и дилеми поврзани со оваа проблематика, пратениците во собранието, респектирајќи ги стручните и научните мислења, треба да иницираат конструктивна дебата заснувана врз принципите на отвореност, толерантност, заемно уважување и избегнување секаков вид ултимативност и исклучивост, сеедно од која страна тие и да доаѓаат. Легитимни се инсистирањата и на заедниците за унапредување на нивните јазични права, но и тие мора да покажат разбирање, толерантност и респект за македонскиот јазик, како јазик на мнозинскиот народ и за неговата интегративна обединувачка функција, се додава во соопштението од МАНУ. Собраниската комисија за политички системи и односи меѓу заедниците денеска ја продолжи расправата за предлог законот за употреба на јазиците во прво читање. Според образложението од Министерството за правда, основна цел за носење на законот е доследна примена на уставните амандмани во законскиот текст во однос на употребата и примената на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните на Република Македонија и неговото писмо. Воедно се регулира и употребата на другите јазици на кои зборуваат граѓаните од заедниците кои се помалку од 20%. Од ВМРО ДПМН оценуваат дека предлог законот за употреба на јазиците е неуставен, како и дека со поставувањето на европското знаменце на законот, парламентарното мнозинство сака да ја скрати дискусијата. Зелено светло за законот за употреба на јазиците во прво читање минатата недела даде Комисијата за европски прашања. Реагираат и професорите од Институтот за македонски јазик, кои вчера имаа средба со премиерот Зоран Заев, при што му укажаа дека некои од решенијата во предлог законот за употреба на јазиците имаат терминолошки непрецизности, поради што може да се создадат услови за погрешно толкување на одредбите од предлогот на ова законско решение. Заев на средбата рече дека со законот за употреба на јазиците се обезбедуваат правата на помалите заедници во Република Македонија и во исто време ова е последното отворено легалистичко прашање кое произлегува како обврска од Охридскиот рамковен договор.